Вие функционирате во индустријата во хемиската гранка, која што во моментов е многу барана. Производите за лична хигиена, за дезинфекција се повеќе од потребни во ситуација кога државата и светот се соочува со вирусот COVID-19. Колку е зголемена побарувачката, но и имаат ли македонските компании можност и капацитет да одговорат на потребите на пазарот? Ситуацијата би ја нарекол дека е вонредна. Целосно вонредна ситуација и во делот на производството и во делот на набавка на суровините. Македонија како пазар, самиот пазар имаше проблем со примарната хемија, односно суровините, набавка на суровини потребни и за хемиската, па дури и за прехранбената индустрија. Тоа донесе сега до еден момент на зголемена побарувачка на медицинска опрема и медицински средства, вклучително и гелови за дезинфекција, санитетски гелови за дезинфекција на раце и на површини. Се случи енормно зголемена побарувачка на истите. Колку можеа сите компании одговорија и уште трае побарувачката и тука се појавува веќе проблемот со набавка на repроматеријали. Ние генерално repроматеријалите ни доаѓаат од увоз. Тука и таа да се симне малце фама дека трговците ставале екстра заработка, дека правеле заработка на една несакана ситуација, меѓутоа факт е дека суровините и сите други помошни средства енормно порасна. Значи, само за илустрација, дел од хемијата што се користи за гелот за дезинфекција, во рок од една недела цената порасна за 5 пати повеќе, и се менува од саат на саат. Значи, од час на час не можеш да набавиш суровина по цена која, еве да кажеме, би била блиска до претходната цена на пазарот. Значи, сепак станува збор за правење профит на одредени компании со оглед на тоа дека цените се повеќекратно зголемени, макар на суровините. Точно, профитира. Не е само дека кај нас се бара секаде. И убаво е што државата направи забрана за увоз на таква опрема, затоа што ние уште не знаеме нашиот пазар колку може да абсорбира од тие производи и уште се штитиме да не останеме дефицитарни со одредени средства. Затоа владата донесе мерка забрана на увоз за сите средства, медицински средства и помагала, па и вклучително и гелови за дезинфекција. Се што е поврзано во борба против COVID-19 е забрането за извоз. Моментално приоритет и примерна цел е да го снабдиме домашниот пазар. Сите работиме со потешкоти во нашата индустрија, дури и втора смена се вклучува за да се постигнат сите побарувања. Сепак ние продолжуваме и останатите работи да ги произведуваме и да ги добавуваме. Така да, ова првична еуфорија мислам дека ќе изамортизираме. За кратко ќе стивне не побарувачката, меѓутоа ние како производители мислам дека подобро ќе се организираме за да има континуитет во добавување на потребните производи на пазарот. Иначе огромен проблем е набавката на суровина. Тоа веќе не е само проблем на Македонија, тоа е на европско, на светско ниво. Голем дел од фабриките за repроматеријали, хемиска индустрија беа во развиените центри во Северна Италија и тие се целосно затворени. Значи не само побарувачката, дури и производството е намалено. Побарувачката е зголемено, а од друга страна производството намалено. Колку време ќе трае, никој не може да предвиди. Во кој се друг дел ќе се влегува, исто така не може да се предвиди, меѓутоа веќе има некои репери на кои може да се основаме и да преземаме некои дејности во иднина. Економијата несумнено ќе трпи последици. Кои се мерките што вие како бизнес заедница ги предлагате и кои ќе ви бидат потребни да ги превземе државата? Уште не се ни сумирани кои се сите последици и уште не знаеме колку ќе бидат. Генерално можеме само да кажеме дека 2020 никако нема да биде од тоа што било предвидено и економски раст и раст на BDP и така натаму. Меѓутоа мора да се изнајдат некои мерки државата за да може да помогне и да субвенционира во делот на амортизирање на штетите што ќе се нанесат. Знам дека и Стопанска комора и ние како
Струмичка бизнис заедница преговараме и заговараме за одредени пакет мерки кои тековно сега ќе ни се покажат како стартно помошни за да се замортизира, бидејќи сепак ние уште не го очекуваме, не сме го добиле ударот, затоа што уште трошиме од залихи на суровини, залиха на готов производ. Постоеше некоја еуфорија за купување, дури и прехранбената индустрија уште не осетила што се случува, кога ќе стигне таа еуфорија, кога луѓето ќе престанат да купуват и да одат по кафичи, ќе видиме сериозно и реално колку тоа на трговијата има штета направено, па после и на производството, а и со пакетот мерки кои од медицинска гледна точка претпоставувам дека и треба да се, со тоа што делот нема да работат, делот вработените кои се со деца, нема кој да ги гледа децата, тек ќе се сумираат и се надевам дека државата ќе има слух и ќе помогне кон бизнис заедницата. Што е она што во прв момент може да се превземе за да се ублажи ударот врз македонската економија? Па има неколку пакет мерки кои така се наговестуваат, од ослободување од придонеси во даден период, па до намалување на ДДВ-то за одредени производи, па да кажеме рефундирање на средства по основ на плаќање на ДДВ, да се пролонгира плаќањето на ДДВ кон државата, рокови да се зголемат. Има неколку, се е поврзано со финанси. Значи за да ги амортизираме ударите што ќе ги нанесе COVID-19 на економијата, генерално се базира на финански средства. Еве у даден период да кажеме обврските кон ДДВ кон државата да ни се испролонгираат, да се направат на рати. Од друга страна ни мора да внимаваме дека буџетот треба да остане во кондиција. Сепак сега ќе се презимаат дополнителни мерки и државата ќе троши дополнителни средства од буџетот, мораме и на тоа да мислиме, да се полни буџетот. Меѓутоа, мора економијата да добие помош. Да се надеваме дека што побрзо ќе заврши кризата и да се надеваме дека што побрзо ќе заврши опасноста од коронавирусот. Ќе излеземе ли помудри од овој период? Што е она што ќе треба да го правиме во иднина за да бидеме поподготвени за слични ситуации? За во иднина сигурно фокусот државата да го стави во мотивирање на примарните производство на примарни ресурси, да ги кажеме. Ние сме една од ретките држави кои немаме базна хемија. Ние сме една од ретките држави кои не произведува лимонска киселина, а се троши и во хемиска, и во прехранбена, и во индустрија и секаде. Значи фокусот да ја намалиме зависноста на ресурси од увоз. Затоа малце сметам дека фокусот треба да биде и на таму, да бидеме спремни барем во такви вонредни ситуации, да ова основното да го имаме доволно за наши потреби, да не бидеме зависни од други, да можеме барем ние самите да се заштитиме.